Čičko Svadbi, običaji, slavi, takvi sve zanimljivi работи za jedan човек što го занимат. Pošto uspjeh со моето семејство и со моите слики, ја се почнав да сликам по селово. А после и оден су Подгорци, Борец, Вевчани, Охрид. И све слика што год ќе најдев нешто занимљиво, а по селава кога одев сликав обично овие печалбарите кои оде на работа на печалба, место лични карти тога бе објави за патување во макар каде било. Најпоќе ме интересираше да имам тие луѓе за време живота моја да ги гледам, пошто и ден денеска имам нивните фотографии од тие стога стари луѓе, печалбари. Кога ме вике за сликање луѓето, со големо поштовање ме вике, јер имаше стари луѓе никваш не сликани. Кога ќе сликав ја, тие ќе се седне на столица, ама не така нормално, него укочено или ќе се скриве. Ја прво ќе го наместив апаратот, па после оштрината. За време наместање оштрината гледав луѓето, ама кога не ми бе потакво, ја одев ке ними да им го наместа глајте или да го позаварта негде и така дур да сликав, имав 300 перепети. Со Милана одамна се знам, често го посетувам, навраќам оде кај него. Тој е преку лето тука, зимно време оди во Белград. Меѓутоа, штом ќе се распролети, тој си доаѓа тука и целото време го проведува во село, во Лабуништа, сликајќи се она што се случува од ден во ден. Инаку тој е хроничар на овој крај, скоро 50 години, има регистрирано се она што се случувало во животот на Дринковскиот крај и пошироко, Струга, Белград. Има сочувано сето она што денеска може да се види како бил животот, какви биле обичаите, кои се луѓе и какви судбини имало во овој крај.
Поради тоа, мене доста ме интересира тие фотографии. Со денови ги разгледував. Многу од тие фотографии ми даде инспирација при пишувањето на мојот роман Свето проклето. Доста од тие фотографии искористив, сугестивни, судбински фотографии за луѓе кои веќе ги нема. Пристувајќи ги албумите, пријатно се изненадив кога во еден од албумите каде што пишува пашоши, лични карти, објави, ја најдов и својата фотографија, една што се вика од првите фотографии мои, сликана 45-та година. Мене кога ме сликаше, јас имав нова фотографија, едно џамаданче, останато од дедо ми. За време окупација тој умре и ми го прекроја да ми биде помера мене. И ме сликаше за објава, бидејќи требаше со татко ми да заминиме за Крагујевац, да ја продолжиме печалбата, која што ја прекинавме 41 година после стрелањето во Крагујевац. На тоа џамаданче ми стави, може да се види тука и цвеќе, бидејќи рече дека е доста црн џамаданов, цвеќево ќе го разубави и изгледот, а рече, бидејќи ти сега си момче, веројатно тоа цвеќе на некоја девојче ќе и се допадне која ќе погледе фотографијата. Таа објава ми послужи да ни дозволат од Скопје да заминиме 45-та година за Крагујевац, а и како документ во Крагујевац, каде што работав и учев све до 49-та година, кога дојдов за учител во овие краишта. На ова фотографија имам сликано еден кего бесет. Тие биле двојца джандари и едниот го оптепи другарот свој за 50 динари. Наравно, теја се испитало и него го фатили и го судиле на бесење. Во теја време имаше еден кој вршеше таа служба и тие бесења, тој беше по имену Харт, живеше во Сараево, а во цела Југославија тој вршеше такви казни. Кога изврши овој Джелатов, кога му окладе на осудениот јажето, тој се помрдна мало, дојде помоćникот, го удри столот на кој седеше осудениот. Кога собеси кога се изврши тој акт, Джелатот истај на раквиците него и од Джелатот изфрли своите на раквици и му рече: ја за смртта твоја не су крив, а ове ја го сликав од на скришем, jer тога не беше дозволено вакви снимци. Во теја време успеа да го сликам и првиот автомобил кој дојде во овој крај. Тога беше, никој не знаеше за автомобил и многу народ се собираше кога да поминеше овој автомобил. Зате имаше наредба шоферот, чиј беше автомобилот, да јави на станица жандармериска да дојде таму осигурања, jer постојаше бојазност да го згази некој дете или некој човек, jer тие не знае што е теја, да ојд кола без коњи и таква брзина да имат. Ако да оде во Белград, ја го носев со мене апаратов и таму сликав, кегото одев по Топчибер, Кошутњак, другари, на плажа, кога појдев. Исте ретки случај беше, ама тога кога појдев, тога сликав. Што и ден денеска имам тие слики од тога.
Сликајќи во слободното време по тешката работа со која обезбедувало екзистенција, не можело да се насети какво богатство ќе создаде тој негов фотографски фонд, какво сведоштво и хроника ќе биде за Струшкиот крај, а и пошироко, зашто во тоа сведоштво е поместен и стариот Белград, каде што заминувал на печелба како угостителски работник келнер во познатите белградски кафеани Два Елена, Три Шешира, Цветкова Меана, Полет и други. Меѓу своите колеги и пријатели останало другарството и почитот, сеќавањата. Бидејќи и Белград се менувал, растел, се градел и се чини дека повеќето го нема оној Белград на неговата младост. Тој останал забележен на фотографиите и сега остануваат спомените и фотографиите. За Чика Милана, бившeg келнera Цветкove kafane, pesma Bitola moj roden kraj. Во ова кафана имам сета младост проведена. Ако ќе ми текнеше за кремација, ќе земав сликите, ќе прегледав да би ми поминал меракот. Таков е животот печалбарски. Ja i Čika Milan radim smo 10 godina, dobar je radnik i bio velik smo drugovi bili i ostajemo prijatelji sad i sve, on je otišao u penziju, želim mu dobru penziju i ja sam skoro dim u penziju. Кога дојде Чико Милан во оваа радња, малку подолго време заеднички долго работавме и јас работав као келнер во тоа време. С обзиром да Чика Милана го познавам мало од детинство, пошто сме од исто место, и така и од пред ратот имат работано кај Цветкова кафана и низ други кафани, и после тоа, уште у младо детинство и он, тој лично се бавеше највеќе со слики, сликаше као фотограф, и тој верва да имат најстарии снимци, слики од можда и не знам колку години уназад. Во овој ресторан работам со 10 години. Од скаливе качвам, слегвам, безден скоро секој ден. Во овој ресторан идеје уметници, научени доктори, паметни луѓе, као на специјални ресторан со морски риби. На 10 години кога наполнав, јас се пензионисав и од овде отидов моето родно место, село Лабуништа.
bili inženjeri, bilo pravnici, bilo lekari, bilo i oficiri. Što znači od site struki bez stepen, so isključok na pop nema, nije osao. Ovde imam slikano jedan pop so familijata Negva. Rodom je od Strem, selo u Grinovci. Zapopen je 1929. godina. Kako biografijata Negva je mnogo loša. Bil narednik, od pijenje isteran i otišao, nema kada, otišao u Molerin. Slučajno došao na Svetinov da tamo moluje nešto. Го чул Николај Велимирович владиката со добар глас и го замолил, му рекол, дали можеш ти да бидиш поп и да сакаш да бидиш поп. Тој пристанал и така го запопие него и прва служба што му беше како поп во Лабуниша дојде. Жена му за време окупација беше непријател на нашива, на покретов наш. Децата негови сите три партизани, во кој едниот беше и во Удба за Македонија. Тој пак се даде на алкохол и као алкохоличар умре. Овде имам еден сликано иште еден поп. Тој беше од Борец. Беше прво председател во Стругав на општината Струшка. После тога доби поголемо звање на отиде во Скопје, во Бановина. А во Битола седеше во Мисирани. Секој работник кој год ќе појдеше ке него, ќе му речеше, попе, јас су гладен и немам пари. Ќе го викнеше газдата и ќе му речеше, нарадни го и дај му 20 динари некој подалеку кој сака тој. Кога умре овој поп, му одржа надгробно говор Ангелко Крстич. И рече, ред е, попе, да се и ти одмориш едношка. Пошто не беше како другите попој со глобоки джепој. Ова слика ја имам сликано 1941 година. Ова жена е јеврејка, родена во Будимпешта. Оможена беше за еден адвокат Белград по имену Балич. Кога и појури јевреите, ме замоли мош е нејзин и ја таја иста жена е пребацив во Лабуништа. Во Лабуништа седа таја до 1943 година, каде после се врати, после капитулацијата на Италија, се врати во Белград назад. Кога е дојнцов овде, ја променавме неја името и презимето. Ја направивме ќерка од Танета Петрески, тога Петровичи. Као таква ја спасив. Овде е 41, а овде е 76 година. На ова фотографија е Милан Ангелковски, кој го зедве немците во Крагуевац на стрељање, а со него го зедве и брата му од Јова Стрезовски Живка. Да, се сеќавам на тие тешки страотни денови кога се изврши тој масовно покој, масовно стрељање во Крагуевац. Минуваа по улица германците и собираа се што ќе најдеа. Влегуваа во рестораните и дуќаните и вадеа све што е машко од нив и ги постројува надвор. Од нашите дуќани, кај што работевме таму на печалба, го извадија брат ми Живко и Милана, ги ставија во колона и заедно со другите 7.000 крагуевчани ги однесоа на стрељање во Шумарица. 3 дена и 3 ноќи се слушаше пукот и знаевме дека никој неќе се врати жив. Милан загина во стрела, меѓутоа брат ми имаше среќа да се спаси. Се врати ноќта, пребегна дома
и татко ми рече, мораме да бегаме, да се спасуваме. И пребегнавме, дојдовме вамо во Подгорци. Меѓутоа, татко ми, кога се врати тука, се вклучи во движењето, стана прв преседател на Народно-ослободителниот одбор во Подгорци. Брат ми Живко и брат ми Марко се вклучија исто така во движењето. Собира оружје за партизаните, беа фатени и затворени во затворот во Струга. Тука лежаа 3 месеци, после ги раздвоија. Марка го одведоа во Тиранскиот затвор. По пробивањето замина партизан, а Живко го спроведоа во Бањица, во Крагуевец, во логорот, 43 година, и тоа беше последна трага негова. Ова фотографија ми е необично мила, пошто е на неја сликан како дете Никола Кукунешевски, народниот херој. Никола Кукунешевски, мој другар, од како дете мало се познавам. Со него имам друговара најпоче ја. Кога се женеше Костадин, бевме на свадбата, играше самиот тој, дојде малу поинаков човек, облечен фино, со машни, со сите работи. Играше валцер. Дури мене ми беше и чудо да Никола научил валцер да играт. Од овде, од како мене, кој обичен дечко. Ко заврши колото таму, отидовме во една сладкара овде, Лабуништа, да се напиеме по една боза и касниме алва. На идењето на удолу сретивме 2 жандарми. Едниот иште го памта, Деспот се викаше превремениот. И ние бевме понапред, Никола со нас идеше по друштво зад нас ваке. Рече, ние му дадовме добар ден на жандармиве. А тој се јави одма одзаде, рече, што рече, иште ќе и поздравјате овие лајна, да ми извините, што рече, иште ќе се плашите, ојве, одет. Ние правилно се уплашивме доста, не? Што ќе бит сега. Док жандармите, дали се направи така или како, ништо не му рекоe, здраво, си поминахме прво. Дори се исплашивме ние, разбираш. Велиме, ко седнахме на асфалт, зашто на жандармите му рече така? Па рече, нема више, ови одет, рече, да знаете. Други ќе владат овде, рече. А овие, крај му. И стварно и така би. Па, дојде тој и брат му кога се женеше помалиот, Ѓорги. И тога на свадбата. Исто така, само ние деца тоа млади, не знаевме ни за комунисти, не знаевме ни за ништо теа, што гледавме теа знаевме. А тој даде свест тогама да се пробудиме ми, али не знаевме, толку ни беше и школата нас, не? Народното место го влекло и пак од време на време доаѓал и престојувал за да продолжи да го збогатува својот фотографски фонд со нови личности и настани што ги носело времето. Желбата да остане во своето родно место му се остварила. Се пензионирал во Белград и дошол до крај на животот да остане овде, продолжувајќи да слика со својот апарат, додека новото време го предизвика, додека држи окото на неговата визура, додека може, додека гледа и додека внатрешната светлина му помага да се снаоѓа во темната просторија каде што ги развива филмовите.